Почитувани, трета епизода на Гласот на младите, подкаст на Дрнка МК. Во ова издание на подкастот зборуваме за театрот, зборуваме за актерството, зборуваме за патот на најмладиот актер при Струмичкиот театар. Михаил Велков од Босилово е гостин во нашиот подкаст. Михаил, немав некоја пообемна најава за тебе, но мислам дека ни се разговор што ќе го имаме во наредниве минути, ќе го доловиме твојот пат од Босилово, дето од нивите. Буквално веле момент, да, така е. Дето од нивите да стапне на штиците што живот значи. Добре дојдовте во подкастот на Гласот на младите. Добро ве најдов. Пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата и дека имам честа да присуствувам и да си поразговараме. Така, 25 години? 25 години, да. Дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности Скопје во класата на професорката Мими Таневска и асистент Ангел Чуилиевски во тоа време, сега е професор на Факултетот за драмски уметности и сега свежо вработен во Струмичкиот театар Антон Панов, официјално од 1 јануари да речеме, и така. Те знаат струмичани по ликот на синот? Да, актуелните представи што може да се видат на репертоар на Струмичкиот театар, Синот, Пепелашка, во ликот на Принцот и во Бегалка во ликот на Бошко. Пред 10 години во проект на Транзен, ако не се лажам, да. Тогаш ако не дебитираш или грешка? Па со цела представа, односно целовечерна, со ликот на Арлекин, во представата Арлекин слуга на двајца господари, режисер, аматерска представа беше тоа, бевме собрани буквално луѓе од Босилово што го сакаат театарот или имале уназад у времето постари луѓе имаше што биле во драмската секција Босилово постоела некое време и правела представи нон-стоп. А во режија на Стојан Трнвелков од Босилово и да, тоа беше можеби првите чекори на сцената, да. Стојан ли имаше улога или влијание да се најдеш во актерските води? Ова го прашам, знаеш зашто? Ми рече средно учев градеж. Така, да. Па не, таа желба се јави пред некое време, си го открив и самиот тоа. Постои тоа во одреден човек, си ги има, си ги носи тие работи. Кај мене се јави желбата можеби од игроорна, односно изведба на комитското оро на Кут Гоце Делчев Босилово. Буквално комитското оро го гледав како цела една представа и така се јави желбата да почнам на игроорна да одам. Одев од 7 години до 14, 7 години на игроорна. И мислам дека тоа се првите знаци и желба за тоа. Подоцна и во основното училиште Гоце Делчев во Босилово се правеа за патронат, за нова година представи, односно сцени од текстови, најчесто Печалбари, Чорбаджи Теодоси и така натаму. И како дојде? Обично некој вака размислувајќи ќе каже Михаил би требало да се запише гимназија при Јане Сендански на оние уметнички и општествено хуманистичките паралелки. Како ти залета во градежништвото, односно да бидеш градежен техничар, па потоа да одеш на Факултетот за драмски уметности? Па не знам, немав некоја, буквално не знаев што да отидам, немав желба. Единствена желба уште од основно јасно ми беше дека сакам да бидам актер. И да имаше како, мислев дека има у тоа време, ама немаше средно драмско училиште. Не постои просто во Македонија, не го има тоа училиште и бидејќи сестра ми, имам и 2 сестри, постари од мене, најстарата беше запишана во тоа време, тоест веќе заврши геодетски инженер во Скопје на градежниот факултет и татко ми по некоја логика оди градежно, па продолжи. Отидов на градежно во Никола Карев. И сега не ви се каам, не се каеш тоа. Не, воопшто не се каам. Во тоа време можеби имав размислување за префрлање или што е да, ама тие луѓе што ги запознав во тоа училиште и ден денес ми се драги, така да не би ги менувал за ништо. Реков дека потекнуваш од Босилово, типично земјоделско
семејство или ајде не кажеме Па да, главниот приход доаѓа Приход. од обработување земја. и имаш работена земја? Сам сигурно да копаш нешто. Да, стандард. Ден денес уште тоа го правим, помагам на моите. Бидејќи уште се работи тоа. Во моментов не живеам во Струмица, си живеам во Босилово. И се обработува како и секогаш уназад, сето тоа што сум го работам и сега. Дали- Не главно, не сум водечки во тоа, но му помагам на татко ми. Што облюдувате? Па зелката што е пролетната зелка и пиперки најчесто, тие се главните чушки по нашки, да. И влегуваш ти во фолијата и овде Хамлет, кој? Или? Михаел, да, углавно Михаел со од некој примеси, да, од по некој лик. Како, значи, види, да, може би Босилово беше на место каде што функционише тоа културно-уметничко друштво и таа драмска секција на времето. Имаше и смотри на аматерски драмски Не представи. Во Кочани, мислам дека се уште постојат тие смотри. Во Кочани, да, ама- Фестивалот на аматерски, или како беше, не ме фаќа Да. за збор. Но во секој случај, твоите како гледа на тебе? Или татко ти нешто со градежништво, сестра ти градежни Па да, како што ти кажав, го спои он сето и тоа. сега и ти викаш јас ќе одам актер. Па не беше бурно реагирање, ама исто не им беше баш најприфатено од еднаш, бидејќи нема никој од нашата фамилија што го работел тоа или сето тоа и познато е дека актерите во Македонија само одреден број се многу популарни или заработуваат, па и тие дали не заработуваат бидејќи пак се поврзува се со заработувањето кај нас. Додека кај мене не ми беше тоа гајле, не ми е најбитното нешто, се разбира, треба ти да заработуваш од тоа што го работиш и што го сакаш за да може да обстанеш, но не е најбитното тоа. И имаше прашања у стилот, озбилни прашања, се, ајде седни Михаел да разговараме, ти сигурен си у тоа, сакаш тоа да го правиш, знаеш дека тоа не е најлесното нешто у светот, ама не е баш со финанси луѓето исто зборуваат дека не е најдобро и бевко, не ми е гајле, ќе го правам тоа и тоа е тоа. Но и сам тргна по тој пат. Да, ја имав на крајот, имав целосната подршка од моите родители, за што и да е, тука беа. Што спремаше за приемен? За приемен испит спремав Арлекин, слуга на двајца господари, си земав, нема монолог во тој текст Арлекин, но споив од целата представа што ги има Далчињата Арлекин, ги направи во еден монолог. И така ја раскажува целата негова приказна. И тоа беше главниот монолог што го спремав и што отидов. Комедија е тоа на некој начин. Лично очекуваш ли да бидеш примен, бидејќи преку година како на класи сте на факултетот за драмска Да, уметности? има 3 години се прима, една година пауза И? се прави. Ти лично очекуваш ли? Или постоеше некој страв дека нема да бидеш? Постоеше тој страв, го имаше тој страв. Бидејќи јас не бев примен на прва, имаше таа година, имаше 3 круга, односно 3 уписни во еден уписен. Бев прв уписен и имаше 5 души примено, јас бев 6-тиот. И сега можеш ти да се пријавиш и на вториот уписен таа година и на третиот уписен, доколку го има, некогаш застанува и на втор уписен. И јас имав еден проблем, што сега прв пат ќе ти го кажа. Имав пократки заби, кецовите ми беа пократки, да. Природно немав, да, и правев се многу. И тоа е некој ген што тече кај нас, например, не на синот, туку на внукот ќе се појави, преку едно колено, нешто така. И ги немав кецовите, само млечните заби ми беа, а трајните не постојат воопшто. Ги нема. И тоа беше причината да сскам и шшкам. И кога отидов, ми кажа, ако супер е сето тоа, ти што го правиш, што го поседуваш у тебе, тој талент што го имаш, ама тука вака не бива, многу е поврзано целата работа со зборење, ќе пречи. Да, во тој момент не ми беше мене тоа најубаво прифатено, кога имав некој револт и беше сето тоа и реков дека ќе го поправам сето тоа, односно операција, тие заби што се кецовите, не се мои заби,
Односно тоа е операција и ти ставаат како навлаки. Да. Како Сакаш да кажеш дека за да бидеш примени, за да бидеш актер, дека ти се одлучи на хируршки зафат да направиш корекција на стоматолошка? Да, за рокот една недела, за вториот уписен да го пропуштам, да се вратам на третиот. Со скроз нов монолог да отидам. И нови зави. И нови зави, се разбира, да. И таа упорност, што уствари, па малта не и ти треба за оваа професија, според мене. Да не беше упорен, ќе беше ли актер? Еве таа корекција, нели, на првиот си бил, па си ги слушал тие коментари, па си чекал да дојдеш до третиот, си направил таа корекција. Дали да си размислил вака, ако не го направиш тоа, или во тој момент беше силна помислата дека можеш да успееш? Последното што го кажа во тој момент беше се или ништо, како со глава од зид. Мислам дека до тој степен ми беше отидена целата волја и желба за да бидам таму, дека може со глава преку зид да пројдам. Значи, Се или ништо упорен. беше на некој начин. Не знам што ќе се случеше после тоа, ако не ме примеа. Не размислував, просто не размислував на тоа. Михаил, те јадеш некоја мисла, јанза, дете од село, актер. Ке ме примат на факултет за драмски. Постоеше минимално. Бидејќи знаеш зошто го поставам ова прашање. Дека дете од село, не сакам да направим, иако јас сум од село, рече дека привилегија на некој начин беше актерството на луѓе кои што има директно или индиректна допирна точка со некои кои што веќе се занимавал со актерска игра или биле допирна точка со театрите. Тоа не значи дека тие ќе станат актери исто. Да, но на некој начин некако се поврзува. Ама веќе имаат, веќе имаат уште од многу рана возраст допир со театар, каде што, например, не е тоа дека од село не можеш да отидеш до Струмица, Бозилово е многу близко, на 10 километри колку е, не знам. Ќе дојде со кола, ќе гледаш театар и сето тоа. Не постои просто тоа, бидејќи пак земјоделие, работа се работи до 7:30, кога е посветло, потопло времето, до 8, а обично тој период и почнуваат представите, изморен си и не можеш да дојде. Треба специјално да оделиш време. Не значи ти ако потекнуваш од таква фамилија дека ќе станеш актер или ќе станеш добар актер. Тоа скроз се исклучува, не мора да значи, на крајот од денот публиката е таа која што суди и гледа. Имаше таква помисла пред расуда дека нема да успееш, пошто доаѓаш Кај мене беше сето тоа го има, не оти не го има, постои, проаѓа низ глава, како глава ќе ти пројдат или една мисла, ама мислам дека кај мене беше сето тоа и плюс гориво. Плюс гориво на цел тој момент, како што го глава низ зид. Тоа и наетот проработи, ќе успеа, се борам. Да. Значи не се откажа. Но ни еден момент. Добро. И сега финансиски добро ли е да биде актер? Па добро, окей, не е лошо, само што сам човек е добро, но фамилија да треба да гледаш, не сум сигурен баш дали е најдоброто, ама окей. Не е лошо. И сега да те прашам, те гледат доста млади, го кажа на некој начин во кратки црти твојот пат да стасаш до актер, професијата актер, која напорака што ќе ме упатиш во моментов? На младите кои што сакаат нешто да станат, а се двоумат. Ти рече дека ако треба со глава во зид ќе удрам, ќе успеам во тоа што го имам замислено, се борам. Па да, на некој начин ја кажав пораката со тоа, да знаат што можат, да не се откажуваат, истото уште јас се водам по тоа. Сумњи ќе има секојаш у главата, да се преработуваат тие сумњи и да излегуваат како гориво, односно да те движат понапред тие сумњи, да те прават посилен. Тие се некои кратки црти што би сакал да ги кажам кон младите, да не се откажуваат од тоа што мислат дека се родени на овој свет да го прават. И сега се сметаш ли ти вака славен, главен у Босилово? Не, воопшто не се. Не. А успеа ли да поттикнеш... Добро, и Стојан Велков е тренеја од таму, сега да не се залажувам, ете така. Да поттикнеш... Поздрав до него. Да, Стојане, поздрав.
да поттикнеш да доаѓаат повеќе луѓе на представи во Па Струмичко? мислам дека да. Мислам дека да. И конкретно во Силово. И од други места, и други пријатели што ми се, и од Струмица што ми се пријатели, и од секаде Струмичко, ама конкретно од Босилово, да. Да. А имаш ли желба, иако рече на времето кога си го гледал комиско, си го гледал како представа, Па и така и е прикажано. Добро, сето тоа. да, ама имаш ли сега представа да одеш сега во Домот на културата во Босилово со некоја представа? Па веќе имам направена представа, додека бев студент во режија на Дејан Ангелов и партнер во представата ми беше Јовче Пандев. Ја игравме Сега му е мајката од Горан Стефановски. Тоа беше во склоп на културното лето Босилово. И да, би се вратил, би играл цело време, би правил цело време таму. Би правил цело време таму како... Да, би правил представи цело време, би го надградувал и моментот драмска секција, понатака. И, да, добро прашање, дали ако има интерес кај млади дечка, би се нафатил ти заедно со Јовче таму нешто да креирате, да правите некои драмски пиеси? Да, скроз. Веќе имаме разговарано со Стојан Трн на таа тема, но отом потом, тоа е пак припрема што треба да бидеме сигурни дека ќе сакаме да го правиме сето тоа. Не е тоа направи го и тргни да го правиш, па не го прави. Треба до крај да се прави сето тоа. Те запознав во улогата на синот, тешка представа и мислам дека разговаравме на таа тема, со конфузија излегов од представата, дали јас како родител постапувам или не постапувам добро или така како што треба. Јас кажав тешка представа, не знам, театарски не сум настроен, критички. Во какви улоги се гледа Михаил? Па, искрено, се би пробал се. Немам најдено уште конкретно што најмногу и шо и да е, ама се би пробал. Во моментот нешто се погоди да играм трагични ликови цело време, така да би сакал и јас некоја комедија понатака, ама има време, живи здрави, здравје да има пред се, ќе дојде и тоа. Сакаш да кажеш дека комедијата повеќе има интеракција со публиката или? Не, ете самиот кажа дека ти си излегол со размислување, тоа не е доволна интеракција. Да, ама не го почувствувам да комуницирам со актерите на сцена. Не треба. Да, ова го постави бидејќи сите млади би сакале да бидат славни, а славата се потекнува со тоа што си видлив. Едно од видливоста е театарската игра, но кога станува збор актерот е на филмско платно. Дали размислува Михаил да се појави на филмско платно ако добие атрактивна понуда? Па да, дефинитивно би се појавил на филмското платно. Но отом потом тоа. Се уште си млад, си викаш кроти Михаил. Па не кроти, 5 минути до се работи, се работи, тоа не те чека тебе, тоа си оди цело време, си оди. Додека трепнеш ако седиш мирен, ќе станеш 30, 35, 40 години, ама полека, не е работата ни да се брза, а не е работата па ни да се седи цело време мирен, да се криеш. Што е потребно за да се биде успешен на театарската сцена? Дали тоа е личен влог, дали тоа е режисерското видување или пак мотивацијата од публиката? Па сите тие работи што ги кажа имаат некое влијание на успешноста на една театарска представа да ја земеме. Но исто тоа е hard work. Посветената работа у професијата. Нашата професија, актерската професија е многу посветена работа, затоа што и кога ќе заврши една проба, ти кога си одиш по патот и кога си одиш дома, тебе ти се мота филмот, барем кај мене е така, верувам и кај колегите, ти се мота целиот филм, дури стасуваш до момент каде што ги сонуваш дел од сцените што си ги работел. За мене тоа е веќе многу добро, ако дојде до момент каде што ги сонувам сцените, значи на прав пат сме, да, не е лошо. Незаводно те прашам, дали кога влеваш во фолијата со зелки и тука почнуваш... Па да, размислуваш. Дефинитивно ти самотен из главата. Тоа е процес што трае. Трае и од кога веќе ќе се даде представата пред публика.
Продолжуваш ти да размислуваш на самиот текст, самите ситуации, тука требаше вака да направам, тука вака, тука може ова да го поправам. Така да тоа е жива материја, театарот е жива материја што може, затоа е интересен од изведба во изведба да биде скроз различен. Колку пати има изведби синот се? Не ги бројам. Долго време е на Ама мислам репертоарот. дека веќе има 8 изведби, 9. И повеќе. Може и повеќе. Не ги бројам, навистина не ги бројам. Мислам дека оддавна е на репертоарот, премиерата беше По јуни, во јуни. ако не се лажам, 12 јуни. Ете така, па мислам 25-та година. што значи поеднаш месечно да беше, а мислам дека некој зачестивте некако со репертоарот. Да, навистина тоа се случува со Струмичкиот театар и се надевам дека подобро и подобро ќе станува. Се почнуваат представите да бидат распродадени се почесто и почесто. И тоа е многу добро и за струмичката публика. Кога кажам струмичката, мислам за струмичката околина и сето тоа, како се навистина луѓе од Босилово многу повеќе доаѓаат на представи. Очекував да кажеш многу девојки доаѓаат на театар. Па доаѓаат, луѓе доаѓаат, така да. Нешто си скромен по тоа прашање. Да се задржиме уште малку на театарот. Отворен ли е, како Васил Михел може, сега си актер на Струмичкиот театар, тоа значи врзан си со театаров во Струмица, не можеш ти за друга продукција, не знам, како може да функционира Васил Михел? Ево, например, да го повикаш Штипски или да биде дел од некоја представа драмски, не знам. Васил Михел Велков. Добро. Колега познат, Васил Михел. Добро. Тоа, мислам дека нели има допирна точки тој некој од тој дел или не? Да, потекнува од Босилово и ја. Епа врти случаи се околу Босилово. Има нешто, Има нешто. Би прифатил или како да постапка да се? Не знам, искрено ти кажам, ти си млад. Имаш обврски ти према театарот каде што си вработен и правично ги, барем мислам дека е така, ги испочитуваш обврските што ти ги дава театарот. Дали треба ти во представа да играш, ти ако имаш време и ако можеш да совладаш да играш паралелно во друга представа што не е од театарот, слободно мислам дека оди, ама ако немаш време, приоритет ти имаат обврските на матичниот театар каде што си. Во моментот на 3 представи си ангажиран, да рече, Во моментов да, играм во Пепелашка, Бегалка и во Синот. Не знаете програмата или веќе објавија програмата за година? Уште не е објавена за... Мислиш за За годината? 2026, да. Не. Барем јас не ја знам. Барем Ќе јас има ли не нешто? Ако, сигурно, ќе те има во некоја представа за ова година. Се надеваме. Живи. Уште не го знаеме тоа. Да. 25 години, очекуваш ли ваков расплет, дека ти ќе бидеш актер на 25 години? Реално, добро, Струмичкиот театар кубури со млад персонал или млади актери. Ти и Васка сте последните оние вработени, да податок дека 14 години е разликата меѓу тебе и оној помлад, односно следниот до тебе. Очекуваш ли ваков расплет? Дека ти на 25 години ќе добиеш, ќе бидеш вработен како актер во Струмичкиот театар. Додека искрено твои колеги во Скопје чекаат. Да, се случува тоа, мислам дека податокот пред неколку години е дека 80 и неколку актери се невработени веќе завршени. Па не, искрено не очекував. Тоа е затоа што и не сум визионер, да речеме, не си го редам животот ко понатака ова треба биде вака, ова треба биде така, ко просто функционирам. Не од ден за ден, буквално, ама полека ќе видиме како се случува, здравје да има. Не го очекував тоа да биде вака, ама среќен сум што е така и пак за Струмица очекував дека можеби ќе имам многу поголеми шанси да бидам вработен во Струмица отколку да речеме во Скопје во некој театар, бидејќи конкуренцијата е многу поголема таму, што исто би сакал да биде и конкуренцијата многу поголема и во театрите што се надвор од Скопје. Да. Ма добро, ама сите па од твојата фела некој го сака да бидат во Скопје, во драмски маната, комедија и така натаму. Ти беше на студии во Скопје, ама сепак се одлучи да се вратиш. Па да.
Не знам, тоа е можеби заради што и самиот театар, Антон Панов, луѓето во театарот ме прифатија како свој уште пред да бидам вработен, бидејќи јас синот кога го работев и Бегалка и Пепелашка не бев вработен, односно бев хонорарец, ме викнаа како свое дете. И ме примија луѓето во театарот многу добро, многу убаво, како да сум бил многу време веќе таму. И тоа беше причината што не размислуваше да останеш во Скопје. Или? Па да. Инаку постои моментот кај сите, барем што завршиле во Скопје, дека остануваме овде во Скопје. Да, но тука ќе градиме кариери. Бидејќи пак Скопје е главен град, Скопје имаш цело време публика, Скопје е највидното место, односно сите таму прво бараат, па подоцна на другите градови. Ако не успееш да се вработиш како актер, што ќе правеше сега Васил? Односно Васил Михаил Папов. Васил. Михаил, што ќе правеше сега? Не, ова сакам да го поставам како прашање, бидејќи еве некако се склопиле коските, успеа, работиш, играш. Не знам, просто не знам. Ќе беше нешто слично повторно со актерството, со можеби со некоја продукција, нешто. Не знам. Како бе? Не сум размислувал никога што е. Во тој момент кога бил клучниот сум дал се од себе, сум се трудел, најверојатно ќе продолжало сето тоа, немаше да пробам, ако не влезе в таа година, ќе пробав следната година следната година имаше пауза во тоа време кога бев на приемен јас, но ќе чекав можеби 2 години, можеби ќе отидев во Бугарија, многу колеги исто. Не зборувам сега. Еве без ангажмани, дипломиран актер, што би правил? Па би го правил тоа што го правам исто, паралелно би работел со татко ми најверојатно и би се трудел независна сцена можеби да Тоа сакав да прашам, колку ни фали таа независна сцена овде во Струмица? Да, ни фали многу, ама тоа исто не значи дека ако си вработен во еден театар не можеш да правиш независно нешто, што е надвор од театарот. Така да во план имаме со Стојан Трнвелков, бидејќи уште од дете го знам и многу често комуницираме на таа тема, да почнеме еден проект што со тек на времето ќе се открие и за сите. Уште сме почетокот, така да тоа е независна сцена буквално ќе биде. Нема да биде ни од театарот ни што и да е, самите двајца ќе го нешто како нови перформанси кои што Добри, тоа е новото време, кој што мораме да се прилагодуваме на него, но во секој случај треба да се посетува театар. Желба, што нешто сакаш да го одиграш. Млад си се уште, има пред тебе години, но она што кој лик сака да го има Михаил? Не знам, не сум бил никогаш со лик, конкретен лик фатен, како што дојде, учам да го засакам самиот лик што ќе го добијам да го играм. Ама би сакал да играм негативец некогаш, бидејќи до сега не сум бил баш негативците, така би сакал негативец да играм. Така, добро, очекував малку повеќе овде да ми одговориш, бидејќи кај вас видите ви се огромни, секоја улога ви е значена, барем така велат актерите, сега колку... Ама тоа е како што ти кажам, учиш да го засакаш ликот со текот на работењето на ликот. Не го сакаш ти пред време, туку го добиваш и почнуваш ти да копаш во него, да видиш што нуди тој лик, што има, односно каков сок можеш да исцедиш од него, дали ќе биде горчлив или ќе биде вкусен. И сега синот и може да биде и Бане Трајков. Дали претходно го имаш абсолвирано тој лик од некој друг актер? Дали го копираш него или додаваш нешто? Или тоа го слушаш режисерот или пак ти доаѓа однатре да... Па, копирање не е копирање тоа, ама имаш примери каде што можеш да ги видиш такви ликови, буквално знаеме, депресијата е многу позастапена у денешно време. Може би короната си имаше своје 20 у сето тоа, бидејќи јас лично влегов у короната и еден човек излегов друг човек. Може траеше, бидејќи траеше 2 години тоа и порасна во тие 2 години и сето тоа. И прво го бараш од себе да го извадиш ти што можеш да имаш од тој лик, како се поврзува. Барем јас тоа го правев, па подосна
си вртиш низ глава инспирација лик што веќе постои. Што веќе постои. И дали ти можеш да земеш нешто од него, да го вклопиш во сето тоа, да го споиш со ти, а ликот што го играш и тој човек како инспирација. Тоа е еден од начините да изградиш лик. Михаил Велков приватно. Знаме дека си ерген. Да. Ништо не ми кажа на ова прашање, но е приватно. Тоа дека си од Босиловци да знаеме, дека си дипломиран актер, тоа го знаеме, вработен го знаеме, играш во представи. И сега, девојките како се? Ти се лепаат ли или ти порасна цената тоа што си актер меѓу девојките во Босилово, Струмица? Постои некое препознавање малку повеќе од претходно, постои тоа, но пак е истото тоа како што било претходно. Плюс имам девојка во моментот. Така да. И што ти вика, мај не ми глуми? Да. Ај не ми глуми там са, ајде. Или ти реално искрено зборуваш, но ти вика тебе, ама ме лажеш и глумиш. Постоело некогаш тоа, да, имало такви ситуации, се глумиш или вистински си ама не, јас секој не се трудам, туку така е, глумењето си е каде што треба, а приватно сум си јас. Ма јас никогаш на актерите не можам да сум на сигурно кога глуми, кога е реален и искрен. Не знам, може некоја супер мог што го поседуваме, ама да, сепак како што кажав, не се трудам, просто сум Михаил во приватен живот, тоа е тоа. Добро, ајде кажи ми кој е Михаил во приватен живот. Не знам, дружелюбив дечко што сака да се дружи, да излегува, да запознава нови луѓе, а за други работи би оставил луѓето да кажат, кој не би се судел сам, не би кажувал сам каков сум и што сум. Што јадење? Што ти омилено јадење? Па не знам, јадам се, буквално многу ретко нешто да не јадам се, ама омилено јадење од традиционалните не ми беше, ама ми стана кромидарник. Со риба? Со шо и да, не класичен кромидарник, со јајца одозгоре. Ние го викаме празарник. Празарник, да, окей. Добро, не ли би требало ако е празарник да биде со прас? Добро. Нема врска, окей. Не знам, тоа летна манџа. Тие се некои класични. Не, ама можам макарони, тестенини со различни сосови да направам. Ако гледам, например, рецепти, можам да го изведам нештото, може. И немаш изненадено девојка ти со некој јадење? Макарони со сос? Уште не, реално признам, уште ја немам изненадено со јадење. А од тие мејнстрим јадења, пица и суши ми се омилени. Дето од Босилово и суши. Па тоа веќе у Скопје, Добро, каде ја излегува Струмица или преферираш некаде надвор од Струмица? Па во Струмица, кога сум во Струмица излегувам, тоа е Вајс на Леблебиџиската улица најчесто, Salt and Pepper, тие најпознатите, Вторник, а Пиена вишна сега поново. По хоби некој, ако нешто... Многу ме интересира приватно, таа приватност, хоби шо? Па сакам Ривар? спорт. Што? Фудбал сакам многу, гледам фудбал активно, навивам за Ливерпул од дете, хардкор ги гледам, исто хоби, играм фудбал, кошарка играм, тренирав исто кошарка, фудбал и ракомет кога бев тинеџер, видео игри исто многу играм. Така да, еве и маицата Mortal Kombat, дуксерката. Не знам, омилени игри ми се FIFA, Mortal Kombat, си играл видео игри, модерните? Не. Затоа за публика да што гледа. Затоа кјутам ти молчал. Red Dead Redemption, number one игра, поздрав за сите Red Dead Redemption што ја играат и ја обожаваат. И Resident Evil, така да таа е хорор игра Resident Evil, многу добра хорор игра. Така да кој се мисли да ја игра, нека ја уклучи, нека ја игра и нека ужива.
Тоа платен си вака да ги рекламираш? Не, сакам да им кажам. А? Сакам да им кажам. На луѓето да ја играат, да имаме повеќе муавет да правиме кога ќе излезе. Омилена дестинација за патување? Омилена дестинација, па да, најчесто Грција се оди на одмор, така да... Дека сега, Грција е тука јужниот сосед, комшијата ни. Охрид. Кај у Македонија Охрид, дефинитивно, со колегите од класа што сме. Секоја година одиме на Бич Филм Фестивал, еден фестивал у Охрид, како договор ни е тоа и одиме на него. Таму се среќавам. Да. За крај, Михаил, рековме порака на младите да бидат упорни и да не се откажуваат. Но би сакал да ја пренесеш во 3 реченици. Таа порака од тебе во делот не да не се откажуваат, бидејќи можеби си ја имал среќата да го живеат сонот. Предпоставам дека ти го живееше сонот да бидеш актер и ти се исполни сонот. Но што со оние чиј сон не се исполнува? Па, со оние чиј сон не се исполнува е да не се откажат ако пробале еднаш или 2 пати или 3 пати, бидејќи има примери каде што тек 4-тиот пат кога ќе проба да влезе на факултетот за драмски уметности, ќе влезе. Тоа исто така не значи ако ти не влезеш на факултет за драмски уметности, дека не можеш да ја работиш таа работа. Можеш да работиш драмска секција, да формираш аматерска драмска секција, да функционираш на тој начин. И hard work, тоа би го кажал. Работа и само работа ќе донесе до резултат. Зборуваш ти за актерството, но... И за актерството. Но, еве, например, ако некој сакал да биде менаџер или пак, не знам, сакал спортист да биде, не знам, за сите тоа подеднакво важи дека треба да биде само упорен да работи? Да. Истото би го кажал за секоја работа, бидејќи не давај сонот да ти пропадне, оди до каде мислиш дека веќе нема, а и ако си упорен, како што реков, со главата преку зид. Ке има резултати? Ке видиме. Јас верувам дека ќе има резултати, ако се оди до крај и се даде се од себе. А ако нема веќе и од тој момент, барем ќе знаеш. Младите ги има на трибините, не трибините, туку во публика на театарски представи, но која е пораката до нив поврзани со театрот? Пораката до нив е Да доаѓајте почесто, ама и доаѓаат почесто, навистина се случува еден момент во Струмица каде што се повеќе и повеќе гледам млади како доаѓаат на театар и се враќаат, не само што доаѓаат еднаш, се враќаат и по втор, по трет, по четврт пат. И подоцна, ако разговараш со нив, имате веќе една тема за разговор каде што сите сте воедно, размислувате за таа тема. Театарот е и најстариот медиум каде што може и да освести, не само да забавува. Така. Ако сакате да го гледате Михаил Вилков, слободно во Струмичкиот театар, во моментов ангажиран на неколку представи, од годинава ќе има уште некоја улога. Михаил, јас ти благодарам што беше дел од гласот на младите. Момчето од Босилово кој што му се исполни сонот и за кој што работеше, па дури хируршки правеше интервенција да му се исполни сонот. Многу успех во твојата професионална кариера. Благодарам. Успехи на приватно поле и да бидеш пострек за останатите млади. Благодарност уште еднаш, а вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Ова беше третото издание на Гласот на младите на Дрнка МК портал. Пријатно.